Почитувани го следите новото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. Последниот случај со група на интернет, во која се споделувале фотографии и видео девојчиња со контроверзни содржини, ја вознемири јавноста. Новаа тема телевизија Кисименада разговараше со психологот во Гостиварската гимназија, Моника Наумовска. Случајот со групата Јавна соба на мобилната апликација Телеграм, во која се споделувале експлицитни фотографии и видеа на малолетни девојчиња, го запали црвениот аларм. Во јавноста владее вознемиреност од информациите дека членовите секојдневно споделувале материјали со контроверзни содржини, а ги наведувале и имињата на девојчињата и од кој град доаѓаат. Според информациите на интернет, дел од фотографиите биле превземани од отворени профили на социјалните мрежи, а некои биле препраќани преку приватни профили во пораки. Стручните лица предупредуваат дека родителите мора да бидат во тек со интернет активностите на нивните деца, за да ја зголемат безбедноста. Моника Наумовска, психолог во Гостиварската гимназија, нагласува дека отворената комуникација на релација родител-тинејџер треба да се стави на прво место. Значи, денешното семејство функционира сите заедно, но секој сам, затоа што сите се некако во својот виртуелен свет, кој на социјалните мрежи и покрај што физички се сите присутни и заедно. Тука всушност децата добиваат многу намалено внимание од сопствените родители и се чувствуваат како помалку вредни во одредени ситуации, во одредени моменти. И всушност тоа е причината што уште повеќе, значи, некако се наметнува таа комуникација да биде доверување, изразување на емоциите со некој виртуелен пријател, бидејќи не може да се реализира секогаш во домашните услови каде што би требало. Според психолозите, отугеноста во денешното модерно семејство и зависноста од интернетот може да донесат сериозни последици. Доколку во минатото нели ги советувавме децата, кога излегуваш надвор, немој да зборуваш со непознати, немој да влегуваш во автомобил со непознато лице. Значи денес треба да ги предупредиме и отворено да се зборува за тоа дека стапување во комуникација со непознати лица исто така е ризичен начин на однесување. Значи, постојат интернет предатори чија што цел е да ја загрозат безбедноста, особено на малолетниците, децата. Тоа треба да им се објасни, да им се каже и во случај кога нивната безбедност е загрозена, значи кога некој ќе им испрати некоја експлицитна содржина, фотографии, некој непримерно однесување ќе покаже, значи децата не треба тоа да го кријат и да се чувствуваат виновни. Често тоа се случува, затоа треба и отворено да се зборува. Бирото за јавна безбедност покрена истрага за групата во која се ширеле и коментирале интимни фотографии и видеа од малолетнички. Неофицијално, администраторите се веќе откриени. Од Министерството за труд и социјална политика апелираа родителите чии што девојчиња биле злоупотребени да ги пријават случаите во центрите за социјална работа. Министерот за јавна администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски смета дека органите на државата професионално и експресно реагирале во врска со затворената интернет група Јавна соба. Па добро, во овој случај видовте сами, институциите веднаш превзема мерки и веќе се реагира, се затвори тој канал, меѓутоа и она што ние го идентификуваме во стратегијата за сајбер безбедност. Секакви софтвери може да имаме, секаква машина, хардвер и така. Основна работа во делот на сајбер безбедноста е меѓусебна размена на информации помеѓу институциите, но не само помеѓу институциите, туку и помеѓу оние кои што ќе увидат дека нешто се случува да го пријават. Во овој случај навистина мислам дека имавме брза реакција, но нормално тоа не е доволно, ние одиме во следен чекор, значи ние сега во моментов ја дефинираме нашата критична инфраструктура. Критична инфраструктура не се однесува само на државните институции, го фаќа и приватниот сектор и поставуваме систем на сајбер заштита кој што оди преку националниот ЦИРТ, тоа е Центар за компјутерски инциденти, кој што е веќе воспоставен, на кој што треба да ги зголемиме капацитетите, за да можеме да имаме многу поорганизирана одбрана на овие критични системи. Но пак ќе кажам, и тоа ни е клучен дел во националната стратегија сајбер безбедност, меѓусебната размена на информациите е клучна.
Во таа насока го формиравме Националниот совет за сајбер безбедност, во кој што членуваме МИОА, Министерство за внатрешни работи и Министерство за одбрана, во кое што тело има експертска група која што би рекол на дневна основа ги следи состојбите и реагира ако нешто се случува. Втората од серијата јавни трибини за дигитализација на јавните услуги во Република Македонија се одржа денес на Штуловиот универзитет. За побрза дигитализација на земјата институциите треба да бидат поедуцирани, како и да се подигнат човечките и техничките капацитети за тие да нудат електронски услуги на граѓаните, беше истакнато на втората трибина во Тетово за дигитализација на јавните услуги. Во моментов преку Националниот портал за електронски услуги, како електронска платформа достапна на услуги.gov.mk, се нудат 128 електронски услуги на 3 јазици, вели министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Важно ни е да ги организираме институциите, важно ни е да ја кренеме искористеноста на сите овие системи кои што веќе ги имаме инсталирано, за да имаат бенефит граѓаните. Покрај порталот за електронски услуги се работи за електронскиот регистар на население, се работи за сосема нов документ менеджмент систем, се работи за електронски систем за управување со управните постапки, односно оние услуги кои што реално им требаат на граѓаните, и се работи за систем за единствена најава, со кој што граѓаните со единствено користичко име и лозинка може да се најават и да добијат услуги од било која од институциите кои што нудат услуги на граѓаните. Интегрален дел на порталот е и каталогот на услуги, каде што ги излиставме сите услуги кои што дали централната или локалната власт ги нудат на граѓаните, и тие се на прост и едноставен начин веќе напишани на порталот, и граѓаните не мораат да лутаат од институција во институција да читаат закони за да ги добијат основните информации за услугите кои што им се нудат. Во процесот на дигитализација надлежното министерство соработува и со локалните власти. Апсолутно за нашите граѓани се многу важни услугите кои ги добиваат, и нормално во едно време на дигитализација тие услуги да бидат дигитализирани. Ние имаме некои од услуги кои ги даваме на дигитален начин, но тоа што е важно и апсолутно е важен моментот на дебата и со министерот и со централната власт за зближување и користење на заедничките портали, се со цел да граѓаните, например, да имаат една линија и што повеќе услуги кои би ги добиле на дигитален начин. На трибината, освен министерот Манчевски и градоначалничката Арифи, говореа и професор Азир Алиу од Универзитетот на Југоисточна Европа и предприемачот Бобан Милосавлевски. Општина Брвеница ја одржа 31-та седница на Советот, покрај предвидените точки на дневниот ред. Пред представниците на надлежните институции беа поставени прашања околу безбедноста во сообраќајот, урбанизмот и заштитата на животната средина. Записникот има неколку барања од самите советници за одредени состојби на општината, како што е урбанизмот, посебно индустриската зона од Брвеница до Целобек, да се видат објектите дали ги исполнуваат условите и дали се соопфатот урбанизам. После има во кругот на сообраќајот, посебно регионалниот пат 2233, каде последниот период ни се случуваат голем број на сообраќајни незгоди. Тука имаше прашање за одсекот на животна средина на општината, како делува и дали се доволно средствата за да се справи со проблематиката на теренот, а има голема проблематика, депонирање на смет, горење на сметот. Како второ прашање, разгледување и усвојување на извештајот за работата на Советот на општината, што работел во текот на 2019 година, програмата за 2020 година како наредно прашање, и две прашања имаме разгледување и усвојување на предлог програмата за работата на општинското јавно комунално предпријатие. Се мерките кои што треба да се преземат за да се зголеми безбедноста во сообраќајот во овој регион? Побаравме институционално решение. Институционално решение е сообраќајна полиција да биде поприсутна на патот и да се превземат соодветни мерки за возачите што не ги почитуваат сообраќајните знаци. Ние како општина ги исполнивме
обврските наши со поставување на сообраќајни знаци, обележување на местата за пешаците, тротоарот и така икс други работи. Барање беше на Советот да се пушти барање до Агенција за државни патишта за поставување на тие препреките, како ги викат непопуларно лежечи полицајци. 15 возачи кои управувале автомобил под дејство на алкохол биле откриени во најновата акцијска контрола на полицијата. Акцијската контрола за откривање и законско санкционирање на возачи кои управуваат под дејство на алкохол била спроведена на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово изминатиот викенд, во периодот од 22 до 4 часот. Во неа 8 алкохолизирани возачи биле откриени на Тетовското, додека 7 на гостиварското подрачје. Сите се веднаш исклучени од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи, а изготвени им се и соодветни поднесоци. Во оваа контрола исто така откриени се и 17 други видови сообраќајни прекршоци, од кои 5 на Тетовското и 12 на гостиварското подрачје. Од СВР Тетово информираат и дека ден пред тоа на поширокото гостиварско подрачје во акцијска контрола откриени се и 17 возачи кои непрописно претекнувале, а на кои им биле изготвени исто толку прекршочни платни налози. Со свечена приредба викендов беше одбележено завршувањето на школата за српски јазик на Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка. При тоа секој учесник доби диплома и комплет книги. Успешното завршување на школата за српски јазик на Сдруженијето на срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово беше одбележано со манифестација насловена Светосавска радост. Воедно преку драмски текстови посветени на Свети Сава, учениците му оддадоа почит и на овој српски светец. Школа српскog јазика траеше изминативе 6 месеци, ја посетува 18 ученика на возраст од 10 до 15 години. Со нив работеше професорката Нина Ристич-Костовска од Скопје, професор по српски јазик и литература. И вечерашнава приредба ќе биде всушност посветена и за Свети Сава и за да прикажат децата она што го научија во текот на, да речем, кратката наша учебна година. Секој ученик ќе добие диплома и комплет книги. Книгите ги добивме од нивните врсници од Србија, за тоа беше задолжена и голема благодарност до господјата Олга Сабо, вработена во Институтот за српски јазик во Српската академија на науки и уметност. Инаку оваа приредба беше последната програмска активност на проектот Школа српског језика, Школа за српски јазик на Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка од Тетово. Кошаркарите на Гостивар забележаа победа од 77 наспроти 68 над Скопски Вардар во рамки на 13-тото коло на првата кошаркарска лига. Екипата на Гостивар ја забележа четвртата победа во низа, откако во 13-тото коло на првата македонска кошаркарска лига го совлада составот на Вардар од Скопје со 77-68. Гостиварци лошо го отворија над преварот и му дозволија на противникот да дојде во почетно водство. Сепак, избраниците на тренерот Маријан Сарбиновски го зголемија ритамот кон крајот на првиот период и успеа да дојдат во водство. Оваа предност кошаркарите на Гостивар успеваа да ја одржуваат се до крајот на надпреварот. Публиката која ја исполни спортската сала Младост во Гостивар очекуваше полесна и поубедлива победа, но стручниот штаб го искористи овој надпревар да ги одмори дел од првотимците, со оглед на тоа дека им следуваат две тешки гостувања против Кожув во Гевгелија и Евроникел во Кавадарци. Ѓорѓе Джелетовиќ со 21 поен беше најпрецизен во составот на Гостивар, додека Доналдсон реализираше 18 поени. На надпреварот против Вардар гостиварци ја покажаа и својата хуманост. Навивачката група Гемиџи од Гостивар на неколку пунктови во салата имаше поставено кутии во кои се собираат донации за Ивица Срезовски, кој треба да замине на лекување во Русија.
Малата видливост е најверојатна причина за падот на хеликоптерот во Калифорнија, при што загинаат 9 луѓе. Меѓу нив и американскиот кошаркар Коби Брајант и неговата 13-годишна ќерка. Шерифот од округот Лос Анџелес, Алекс Вилануева, изјави дека имало мала видливост во моментот на падот на хеликоптерот во кој бил и кошаркарската легенда Коби Брајант. Тој пред новинарите рече дека во тој период поради лошите временски услови им било наредено на полициските хеликоптери да не полетуваат. We do know there was an issue of visibility and a low ceiling. The actual conditions at the time of impact, that is still yet to be determined, and we'll have that with the NTSB shortly. Брајант, неговата ќерка и 7 други лица загина кога нивниот хеликоптер од типот Сикорски C-76 удрил во стрмниот зид во густа утринска магла кај Калабасас, на околу 48 километри северозападно од центарот на Лос Анџелес. Многобројни светски звезди и председателот на Соединетите држави Доналд Трамп се прости од легендата на NBA лигата Коби Брајант. Трамп изјави дека веста за загинувањето на Брајант е ужасна, додека многумина звезди пишуваат дека се уште не веруваат оти тој загинал. 41 годишниот Брајант, чиј прекар беше црна мамба, е еден од најдобрите кошаркари на NBA лигата на сите времиња. Целата кариера, 20 сезони, играше за Лос Анџелес Лейкерс и освои 5 шампионски титули, а со репрезентацијата на Соединетите држави 2 олимписки медали. Се повлече во 2016 година, а Лейкерси ги повлекоа адресовите со број 8 и 24 во негова чест. Тоа беше се што подготви нашата екипа во рамки на регионалните вести. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиме Надам.